Бриджите Павловски ме прашува за поврзано со вчерашната тема, дали овоше како замена за благо е во ред. Бриджит, во ред е, ако го гледаме дека нели овошето носи природни шекери, ако гледаме дека овошето носи растителни влакна и останати микронутриенти како витамини и минерали, но има една друга страна на гледање која што е многу поважна. Тоа е дека ако мене ми се јаде благо и јас само се обидувам да сменам изворот на благо, а при тоа внесувам иста количина на шекери како и претходното нешто, онда ништо тотално не менува. Затоа што се случува? Без разлика каков и да е шекерот, односно без разлика од каде е изворот на шекер, ако количината е иста, ти повторно ќе имаш брза метаболизација на тие шекери, повторно ќе имаш скок на шекер во крвта, повеќе од што треба, и повторно ќе имаш активација на хормонот инсулин, кој што е подоцна тригер за активација на други хормони, кој што подоцна придонесува за да ти се јаде повеќе благо и кој што носи кон оние состојби кои што денеска ни се многу познати кога го окривуваме благото, а тоа е потенцијал за покачена телесна тежина, немање енергија, немање концентрација и така натаму. Многу од луѓето и овие денови неколку пати имав не дебата со луѓе кои што затоа што објавив некои производи за кои што сметам дека воопшто не се здрави од причина што имаат преголема количина на шекери и нивниот аргумент беше дека да, ама ова доаѓа од овоше, има многу разлика и доаѓа од урми, од смокви и така натаму. Да, тоа е супер, дефинитивно овошните шекери се многу подобри од рафинираните шекери, но повторно, ако ти внесуваш големи количини и ако добиеш диабет, да речеме, ама уопште нема да ти биде важно дали е витаминизиран диабет. Така да, не е тоа проблемот е зошто на прво место се јавуваат кризите за благо. Тоа најчесто е поради неухранетоста и незадоволувањето на телото на секојдневно ниво со калории, енергетска вредност и со хранливи вредности. Нема доволно протеини во текот на денот, нема доволно масти, нема доволно добри јаглехидрати, витамини и минерали и при тоа телото брза енергија во вториот дел од денот бара. А таа брза енергија мозокот наш ја препознава во брзи шекери, грицки, благо и така натаму. Макар и да е овошето, нема тоа да биде одржливо, затоа што секој од нас знае кој е подобро благо. Многу е подобро да имаш сензација од некој чоколадо или некој, не знам, добро благо, стварно процесирана храна, отколку од овоше. Затоа што сам да не се лажеме што е подобро. Ако зборуваме за тоа колку овошки треба во текот на денот за да не се претера, јас би рекол не оди повеќе од 3 парчиња овоше во текот на денот, затоа што повторно тоа е потенцијал дека ќе внесеш повеќе шекери и јаглехидрати од што ти е потребно, без разлика дали се добри и од каде доаѓаат и дали се природни шекери.